Комисија за финанси и буџет. Дневен ред, прва точка, одлука за давање на времено користење за недвижни ствари без надоместок, сопственост на општина Битола, на ЈЗУ Здравствен дом Скопје, ЦО Скопје. Втора точка, одлука за утврдување на тарифа за отстранување и преместување на непрописно запрени или паркирани возила, хаварисани возила и приколки и нивно чување на ЈПП ЈЛП Битола. Трета точка, одлука за донесување на ценовник за изведување на градежни работи на КЈП Нискоградба Битола за потребите на општина Битола, санација на ударни дупки и прекопи со термопластичен материјал во топла постапка. Четврта точка, одлука за измена и дополнување на ценовник за изведување на градежни работи на КЈП Нискоградба Битола за потребите на општина Битола, канализациони објекти. И петта точка, одлука за донесување на ценовник за изведување на градежни работи на КЈП Нискоградба Битола за потребите на општина Битола, рушење на постоечки објекти. Представници мислам дека имаме. Почнуваме со точка број 1. Павел Игор. Благодарам. Одлуката е за давање на времено користење на дел од просторите во домот за доенчиња на ЈЗУ Здравствен дом Скопје, поточно на службата за функционална проценка на деца и младинци. Побара да им се дадат три простори во објектот на домот за доенчиња во оној дел кој што ни е даден на општина Битола на трајно користење заради не изградба, туку опремување за детска градинка, адаптација и опремување за детска градинка. Во тој дел додека да се реализира времено, значи на 3 месеци да им се даде да ги користат тие три канцелари кои што се наведени во три простори кои што се наведени во самата одлука. Дали некој има прашања? Во ред, бидејќи немаме прашања, преминуваме на втората точка. Го имаме директорот од Павел Игорче. Ако може известуваме какви се тие деца што примат терапија, за шо? Тоа е, Борче, јас колку што знам, категоризација на децата. Значи, не, мислам дали се работи за за така. алкохолизирање или Не, јас колку што знам, не еве Игор, мислам дека има поќе. Павел Јанита. Мислам категоризација запознаена е колешката. Да, значи Комисијата за функционална проценка моментално ги користи просторите на Ѓорги Сугарев училиштето. Таа е проценка за децата за училиште со посебни потреби, за образовни асистенти и за други. Така. Во ред, да, тоа е тоа. Не, за категоризација на деца. Да, така. Втората точка, одлука за утврдување на тарифа за отстранување и преместување на непрописно запрени или паркирани возила, хаварисани возила и приколки и нивно чување на ЈПП ЈЛП Битола. Повелете, директоре. По изменувањето и дополнувањето на правилникот, го изменуваме и дополнуваме ценовникот со хаварисаните возила, приколките и нивното чување. Правим да нагласам дека нема промена во цената на тековните услуги, значи на ПАК службата, туку се додава со новиот дел со хаварисаните возила, приколките и нивното чување, цена на подигнување, чување и отстранување, односно носење во отпад за хаварисани возила. Значи нов дел, тука можете да видите во ценовникот втората табела. Тука е дополнувањето. Исто така се додава уште еден дел околу инвалидите, околу местата кои се предвидени за инвалиди, до сега не беа регулирани. Сега ПАЕК службата ќе може доколку има возило кое не е на лице со инвалидитет, кое е паркирано таму, ќе може да подигнува исто тоа место. Благодарам. Ви благодарам. Прашања? Бидејќи немаме прашања, преминуваме на точка број 3. Одлука за донесување на ценовник за изведување на градежни работи на КЈП Нискоградба Битола за потребите на општина Битола, санација на ударни дупки и прекопи со термопластичен материјал во топла постапка. Мислам дека сите надолу се точки, ќе ги прочитам сите па после. Четврта точка, одлука за измена и дополнување на ценовник за изведување на градежни работи на КЈП Нискоградба Битола за потребите на општина Битола, канализациони објекти. И петта точка, одлука за донесување на ценовник за изведување на градежни работи на КЈП Нискоградба Битола за потребите на општина Битола, рушење на постоечки објекти. Представник ни е директорот, повелете. Ајде, добар ден на сите.
Значи, со овие измени и дополнувања, значи, имаме три точки во кои што едната точка каде има ценовник за рушење на постоечки објекти, таа е нова услуга која ЈКП Нискоградба не ја давала кон општината. Од тие причини формиравме еден ценовник со 19 позиции. Ке се задржам на оваа точка во прилог кон оделението за комунални дејности на општина Битол и секторот. Дадени се ценовници од постоечки договори кои важат во Република Македонија, односно кои се користат веќе во други општини, така што компаративно оделението и начелно даде согласно со овие ценовници. Санацијата на дупки, на ударни дупки и прекопи со термопластичен материјал во топла постапка, таа е комплетно исто нова услуга и исто имаме во прилог дадено компаративно цените кои владеат на пазарот, а за дополнувањето на ценовникот за канализација имавме две точки кои што досега ги немавме, од причини што досега не сме се стретнале со овој материјал, а тоа е вградување на геотекстил. Сега таков материјал ќе имплементираме или ќе монтираме, да кажам, во дренажата која се прави на Наумовски Борче, ќе се прави на Наумовски Борче и дренажен камен. Цените, ако некој нешто го интересира, можам и подетално да ви објаснам, а мислам дека немате потреба. Овие барања на дополнување на ценовници, имајќи ги во предвид стандардите, односно трендовите светски со нарушените пазари и порастот на енергенсите и битуменот, верувајте се, плашам дека и во скоро пак ќе треба да ги променуваме. Толку од мене, материјалот го имате, ако нешто конкретно ви интересира, прашајте слободно. Дали некој има прашања? Една техничка забелешка. Во ценовникот за градежни работи, санација на ударни дупки, ова сликано е со мобилен телефон, ако може материјалот да не биде испратен јасно, да биде читлив, оти вака е заматено се. Да, и јас ја имав истата забелешка, не се читаше добро материјалот, најверојатно заради квалитетот на сликањето беше. Добро. И не можело да се видат во самите материјали. Јас имам едно прашање, од прилика кога би се почнала ова санација со термопластичен материјал? Имате пример некоја временска рамка кога би започнале? Сега колку што ве разбрав, сега фирма ќе почне, така? Да, значи со самото носење на цените, ние како Нискоградба направивме измени и дополнувања на планот за јавни набавки на прошлата седница на управниот одбор. Рамката со општина Битола со измените одредени се средства, така да постапката ќе почнеме, да речем, со избор на подизведувачи уште од најкасно понеделник. Да припремиме тендерската документација и ќе го пуштиме тендерот за избор на подизведувач. Тој ќе биде со временска рамка од 3 месеци, а после тоа ние воедно ќе бараме и обука на нашите вработени за оваа постапка, а после тоа ќе ја тераме, мислам, ќе ја водиме ние како носители таа работа. Ви благодарам. А сега, ајде, како информација, од денес почнуваме конечно да крпиме прекопи од водовод и Нискоградба на територија на цела Битола, пошто денес првпат се пали асфалтната база на БВ инженеринг, да. Денес конечно ќе почнеме со крпење на прекопи. Значи, за ударни дупки ќе биде следна фаза, бидејќи ни требаат уште дополнителни нека работи. Ви благодарам, директоре. Дали некој друг бара збор, прашања? Бидејќи немаме, ги ставам на гласање точките на дневниот ред. Точка број 1. Одлука за давање на времено користење на недвижни ствари без надоместок, собственост на општина Битола на ЈЗУ Здравствен дом Скопје, ЦЕО Скопје. Кој е за, ве молам да крени рака.
5 за. Втора точка, одлука за утврдување на тарифа за отстранување и преместување на непрописно запрени или паркирани возила, хаварисани возила и приколки нивно чување на ЈПП ЈЛП Битола. Кој е за, ве молам да крени рака. 3 за, против, воздржани. Не гласаш? За, 4 за тогаш. Трета точка, одлука за донесување на ценовник за изведување на градежни работи на КЈП Нискоградба Битола за потребите на општина Битола, санација на ударни дупки и преклопи со термопластичен материјал во топла постапка. Кој е за, ве молам да крени рака. 4 за. Се иззема колешката. Четврта точка, одлука за измена и дополнување на ценовникот за изведување на градежни работи на КЈП Нискоградба Битола за потребите на општина Битола, канализациони објекти. Кој е за, ве молам да крени рака. 4 за. Петта точка, одлука за донесување на ценовник за изведување на градежни работи на КЈП Нискоградба Битола за потребите на општина Битола, рушење на постоечки објекти. Кој е за, ве молам да крени рака. 4 за. Со тоа комисијата за финансии заврши.